Ќе ја прашам. За текст на предлогот на Адев, пора Пративме да чува. И добро вечер, почитувани гледачи, добродојавте во среда едишн на Тешки мовети со мене и Стефчо Јакимовски. Од вечерва на полноќ бензините ќе се продаваат за цени пониски од 5 денари по литар, додека дизел поевтинува за 6 денари по литар, соопшти попладнево регулаторна комисија за енергетика еднаш да започнеме и со една позитивна вест. Тоа што не е толку позитивно е што, например, Македонија има веќе почна да ствара услови за инфлација. Стагнацијата веќе можам слободно да кажам дека стагнацијата веќе ни е присутна. Се повеќе бизниси размислуваат да затворат, особено по небулозна мерка на владата да држи регулирани цени на основни производи, како што се цена на масло, цена на масло за јадење, мислам, цена на јајца, на леп, млеко и месо, и ги казнува трговците кои нема да ја почитуваат оваа мерка. Истовремено не им нуди на истите тие трговци никакви субвенции, ниту никаква помош за да можат овие луѓе да издржат оваа криза. Нели логично е дека ако некој работи за профит, за да може на крајот да исплати плати, да плати трошкови, да си ја плати струјата и киријата. Таква мерка, оваа полумерка е небулозна и гледаме дека се повеќе бизниси почнуваат веќе да затвараат. Она што дополнително загрижува е планот Б, така наречен на владата на Република Македонија, дека ако Русија престане со испорака на газ, ние ќе набавуваме газ од Грција. Грција, впрочем, набавува газ од Русија и дел од Соединените Американски држави преку со танкери, но и од земјите од Саудиска Арабија, Обединените арапски емирати, што значи дека цената на гасот секако ќе биде, на енергенсите секако ќе бидат поскапи. Ситуацијата во Украина... Извини само, Русија не е будала да запри испорака на газ по оваа цена, по 3400 евра за тон. 3400 евра. Како викаат, за помалку, за иста количина на газ добиваме повеќе дзенги. И тие не се будали да запрати испораката. Да, се повеќе се чини. На ваков начин ќе си ја финансираат војната. Ако порано 200 милиона евра дневно заработувале од продажба на газ, сега заработуваат 2 милиарди. И која е логиката да не ни испорачуваат? Значи, тоа апсолутно не држи. Стратешки, ако одлучиме неким од Русија, ќе земеме американски, тоа е уреду. Да, имаме и ситуација во која што нели министерот за надворешни работи Бујар Османи не прекори да не купуваме бензин од бензинските на Лукойл, затоа што на тој начин сме ја финансирале војната. Не знам како ќе преживееме ако ние не набавуваме газ од Русија, бидејќи Македонија 100% од својот газ го набавува од Русија, не помалку, 100% од природниот газ. 2001 кога беше воениот конфликт, никој Македонија не повикуваше албанците да не купуваат од македонците, македонците од албанците. На пазар сите идевме, купувавме. Апсолутно. Небулозна ситуација у секој случај сега ќе биде на наша штета. Јас од санкциите кон Русија некако гледам дека обратно пропорционални се санкциите. Напротив, во Русија гледам дека се продава газ, на пример, за 28 денари литар, кај нас се продава за 100 денари литар. Германската економија, која што е, впрочем, и најмокна економија во Европа, денеска соопштија дека нема да се откажат од проектот Северен тек и дека нема да престанат да увезуваат руски газ, заради тоа што тоа е основен ресурс за нивната економија и за нивната индустрија. Ама затоа ние имаме Славјанка која што вели дека ние ќе застанеме црсто до Зеленски и дека Путин треба да се врати. Како викаше оној Костич од Црна Гора, ако треба јашчемо корење. Ако треба ќе јадеме корење. Да, ќе јадеме, да. Значи тоа беше првиот шок во кој што беа сите и сите максимално нудеа
лицитира или како да кажам, тоа беше изложба на санкции. Кој што ќе му текне само санкции да кажува. Сега мислеа дека тој удар од Русија, дека ова азербеџанско-ерменска војна па ќе потрае 7-18 дена и ќе заврши, не очекува дека ова ќе иде понатака. Мислеа дека ова ќе започне на Лугански и Донецк и Донбас и толку ќе биде. Ама очигледно дека е изненадување, практично ние секој ден имаме таму изненадување и ја не ни очекував дека Германија ќе побара прекин на испорака на газ, или прекин на испорака на јаглен, или прекин на испорака на руска нафта. Америка може да каже не ќе руска нафта, има алтернативи многу, ама Германија нема алтернативи. Гледате вие, Турска не воведе ембарго. Турска не воведе ембарго. Значи Турска едва и чека сега сите фирми кои што се повлекле од Русија, они Икеа, нивна Икеа сега да влезе, не знам Макдоналдс, како се вика Донер, не знам да влезе веднаш во Русија, така да оние едва и чекаат да си го прошират пазарот. Саудиска Арабија не воведе никакви. Првиот разговор Путин после нападот му е со саудискиот крал. Значи тоа се големи земји, јаки земји, финансиски јаки и така натаму, така да. Ова е сега, знаеш, првиот шок, сите викаат санкции, ама потоа сите си удираат, имаат пенкало и си удираат есапот и гледаат што може да се санкционира, што не може да се санкционира. Мене ме чуди нерационалноста на нашите власти кои што се, како се вика, истрчуваат како прле пред магаре. И сега ние воведуваме санкции кон Русија, во истовремено нашите санкции значат непродаден род на јаболка од ресен, значат непродаден домат од струмица, пипер, останати земјоделски производи, значат многу за нашата економија која што е увозно зависна и малкуто извоз што го имавме беше голем дел беше кон Русија. Александар, ти се зафркаваш? Кај смее Македонија кога зема членка на НАТО да не воведе санкции према Русија? Далеко думо треба да биде. Као земја членка на НАТО, готово, заврши твојот суверенитет. Ако они викаат санкции, ти ќе викаш санкции, тоа е тоа. Ама имал штета или имал ќар, кој те прашува што има? НАТО? Не видов една реакција која што би требало да биде нормална и во рамки на тоа што е значи нормално функционирање на држава, на правна држава, тоа беше реакција што ја очекував од МНР на повикот на украинската амбасада доброволци од Македонија да се пријавуваат во легијата на странци во Украина. Украинската амбасада имаше еден повик на социјалните мрежи со јасни инструкции како наши граѓани може да се пријават во легија на странци, инаку учество во странска војска е кривично дело во Македонија. МНР за жал немаше никаква реакција, ниту демарш, ниту беше повикан амбасадорот на разговор, ниту беа преземени некакви мерки да се најдат или да се идентификуваат луѓе кои што би се пријавиле или веќе се пријавиле додат таму. Истовремено ја гледаме Славјанка како скока дека таа ќе му помогнала на Зеленски, дека требало да му се помогне со оружје на Зеленски, дека требало да му се помогне со сила. Не разбирам таа нерационалност, каде ние тука треба да се најдеме, зашто е тоа пренагласување на нашата лојалност кон НАТО. Добро, како да кажем, ние сме сега млада невеста во НАТО. Од сите браќа што се таму, 28 браќа, 29-та невеста е најмлада. Таа најмногу треба да служи, тоа е најнормално. Ние треба највише кафење. Ние најмногу сме срекни, иако сме дале најголема жртва. Ако може накратко да ви се вмешам. Мене знаете што не ми е јасно. Добро вечер, само да им посакам на гледачите. Сега имаме една ситуација кај што едноставно во сегашниот економски поредок во светот се изгуби доверба. Зборам изгубија доверба земји кои што може би не се на рангот на суперсили како што се САД, Германија, Франција. Значи имаме руски милионери на кои што имотот им е одземен само пошто се руси. Без разлика дали имале конекции со Путин, немале конекции. Дополнително гледаме сега дека Саудиска Арабија, судиците не му креваат телефон на Бајден. Имаме ситуација во која што велат сега дека ќе се тргува со јуан наместо со долари нафтата што иде за Кина. Да, ама тоа го договорија трговијата со локални валути
Русија договори со Со државите од БРИКС беше тоа. од БРИКС, точно Да, знаеш во која насока ми е прашањево? Впрочем, мене се ова ми изгледа како Западот сам да си пука во нога и го уништува поредокот кој што се создал после Втората светска војна. Зборам економски, финансиски, договорот од Бретен Вудс во кој што доларот нели како резервна валута на светскиот пазар, и сега ние се доведуваме во ситуација каде што буквално сите големи играчи како Кина, Индија, Саудиска Арабија ја губат довербата во тој систем, бидејќи си велат, не знам, можда нема да им се свиѓа кралот саудиски, нема да им се свиѓа премиерот индиски и ќе речат сега не може да си играте со нас, не може да тргувате со нас, и едноставно Западов се само уништува. Дали го делите тој мој став? Мислам дека тоа е многу лош потез, зошто може да се замислите колку кинески тајкуни имаат пари во Англија, во Канада, во Америка, колку индици имаат. Значи, колку руси имаат. а русите оставите ги. Тоа значи дека нормално е секој кинез кој што има сега пари во западните банки или бизниси да ги продава бизнисите или да ги повлече парите што ги има. Тоа ќе има штета по нивните економии, по инвестициите, по банкарскиот потенцијал, а тие се големи компании. Значи, имаат многу пари. Значи, една кинеска фирма која што има незиниот газда, ако има во странски, во амерички, канадски или пак во австралиски и сите тие веќе ќе бидат предпазливи дали треба да инвестираат и колку треба да инвестираат и што све ќе чуваат во тие странски банки. Гледате Путин контрамера 500 авиони им заплени. 500 авиони. Да, имотите на По 20 милиона евра нека е еден авион, по 20 милиона евра просек. Милиарда. Ај представете колку милиарди е тоа? Така е, ама преска Путин во обраќањето, што е многу смешно, иронично, чудно, нели, збориме за поранешна комунистичка држава. Путин во обраќањето преска кажа дека ние, за разлика од Западот, ќе го почитуваме правото на собственост. Мислам, мене тоа ми звучеше надреално, нели, имаше повици во Русија, некои руски идеолози, гласноговорници повикуваа да се национализира цел тој имот. Он одби тоа да го направи. Ме разбирате каде води цела оваа работа? Не знам, не се согласувате со нешто со тој воспоставен светски поредок, едноставно ве исклучуваат како индивидуа, ти го зимаат, ти го запленуваат, ти запленуваат јахтата. Тоа го видовме во Канада со камионџиите. Значи кај се движи либералниот светски поредок. Мене тоа ме плаши. Либералниот светски поредок регресира во она што нели беше надминато и она што беше старомодно и не фер, тоест нели социјализмот, се враќаме пак назад кон социјализам. И тоа е евидентно дури и од мерките во Македонија кои што нели тие антикризни мерки кои што ги зборевме пред некој ден. Тоа е евидентно и со оваа мерка за планирање на цени или планска економија која што беше одлика на некое друго време, која што нели требаше да го надминеме. И сега последното обраќање на Путин, за кој што збориш ти, имаш една друга интересна реченица, со која што кажа дека не ги разбира луѓето кои што се подготвени и собствената мајка да ја продадат, само за да бидат во ходникот на оние кои што ги сметаат за супериорни на себе. Што е вака интересна порака која што и ние треба да си ја сватиме малку по суштински. Русија е голема, она е голема сила, има страшна историја и она може да се смета себе за голема и може да се смета за супериорна и е супериорна. Ние сме мали. Да, впрочем тоа го каже денес и подпредседател на ВМРО ДПМН Александар Николовски во Совет на Европа кога ја спореди ситуацијата во Украина со ситуацијата на Македонија, односно наративот кој што се користи за ситуација. Тоа што јас го кажав пред две средби овде. Тоа само да го кажам, тоа што го кажа сега пред две емисии, а тоа е дека и во Украина и во Македонија, на пример во Украина Русија ствара наратив дека украинците се не постојат како посебна култура, народ, историја,
и јазик, туку дека се творба на Ленин. А ние сме творба на Тито. Да, таква реторика И користи. нас не тераат да преговараме со бугарите. Така е. Што него ги тераат сега украинците да преговарат со русите? Не, напротив. За идентитетот. Сега, не, напротив, сега ги тераат украинците да се борат за да ја одбранеле демократијата во Европа, за да го одбранеле модерниот напреден прогресивен свет од она што било регресивно што доаѓало од исток. Како и да е, Милош, тука само те замолам да видиме до каде е ситуацијата во Украина. Ситуацијата во Украина, ова се последна мапа од Мариупол, ако може ова Иван да добиеме на екраните. Значи веќе руските трупи, според неофицијални информации, се влезени во центарот на Мариупол. Тоест се сеќаваме до оној град на Азовскиот брег кој што повеќе од 3 недели беше под опсада на руската армија. Таму е сместен оној озогласен батальон Азов, значи неонацисти, луѓе со нацистичка, фашистичка идеологија, кои што беа спремни да го жртвуваат сопственото население, односно населението на градот Мариупол, кој што брои негде околу 350.000 луѓе, и на овие луѓе не им дава да се евакуираат од градот. Последниот Добро, удар... да види Милош, тоа е едната страна на приказната. Мислам дека тука имаме консензус околу тоа да не бидеме адвокати на било кој од страните. Види, Дека Азов и бригадите на Азов, десен сектор и там не знам кои беа други, Национална гарда. национална гарда, дека не дозволувале да се евакуира населението, тоа е приказната која што ја пласираат руските информативни агенции, украинските и да речам условно кажано западните велат дека русите не дозволуваат да има евакуација на цивили, така да не, види, Ајде апсолутно... да логицираме. Зошто Да. на Русија би било во интерес да нема евакуација на цивили? Тоа сакав да го кажам. Ако цивилите се иселат, она директно би се сукобила со армијата или со територијалната одбрана што е на Мариуполј. Значи, логика нема. Да не е во интерес на русите да излезат цивилите. А и која армија... Значи, не се цивилите и прават проблем. да, но тоа можеме Значи- само да го логицираме ние, а дека фактичка ситуација Мислам дека и едните и другите помалце лажат, ама да, на едните малку поеќе. Секогаш е вистината на средина, но знаеш што е многу интересно, вака сега можеме и да го продискутираме тоа низ историјата, секогаш се случува едното исто нешто кое што ни се повторува. Ако се сеќавате, пред некоја година протекоа документи од ЦИА некаде од 70-та година, каде што Саудиска Арабија и оној политички исламизам, радикализам кој што се пропагираше, видовме дека бил финансиран од американската држава со цел да се спречи ширење на влијанието на Советскиот сојуз, односно да наместо да има, не знам, комунистички револуции низ тие држави кај што има ислам, да има исламистички револуции и да се одржува таа некоја исламистичка идеологија. Знаеме што се случи со Осама бин Ладен и како беа финансирани и подпомагани талибанците во војната против Советскиот сојуз. После тоа, односно пред тоа, на ова претходи толерирањето на Хитлер со цел да се спречи експанзијата на Советскиот сојуз во Европа. Значи ние цело време гледаме екстремистички елементи низ државите, низ светот кои што се финансираат и подпомагаат од западот со цел да се спречи некоја руска експанзија, Стоп. агресија. Значи, кога господина Хитлер, американците долго време тестираа и се мислеа дали да влезат во Втората светска војна. Тие влегуваат во Втората светска војна дури по нападот на Перл Харбор кој страна на јапонците. 42 или Значи, 43? Они цело време тактизираат и сега тактизираат. Морам да кажам, и сега тактизира Америка. И тоа Америка најмногу тактизира. А реално се очекуваше најмногу од Америка и најмногу се надеваше Зеленски и Украина на поддршката на Америка. Напротив, Бајден во неколку наврати кажа дека е невозможно Америка да поддржи затварање на украинското небо. Веќе во секој настап Бајден потенцира дека Америка нема да испрати своји сили, веројатно ќе тераат онаа шема преку доброволци, да не биде официјална војска, туку доброволци кои што ќе бидат веројатно и добро
добро Да, ама платени, кога да бидат- беше пред 3-4 дена пројдоа многу лошо доброволците во Јованов ли како се викаше тоа да, тој регрутен центар тамо. Границата со Она момчето што зборува, не знам, американец, канаѓанец што е. Американец. Американец. Американец кажува дека многу погинати има англичани, дека тие се преку 1000 жртви тамо. Да, тој објаснува во видеото дека се работи за стапица во која што ако еднаш се влезе, тешко се излегува и ги повикува упати апел. Сега ќе опуштиме видеото, Иван ти го препраќам, да го објавиме, упатува апел до сите кои што мислат да влезат со таа легија на странци, како доброволци на Вибер. Како доброволци да не го прават тоа затоа што се работи за стапица, бидејќи веројатно овие доброволци легија на странци ги праќаат во први борбени редови, не, од тука не можат да И тоа човекот кажува дека немале панцири, дека немале оружје. Да. И Им тие што даваат по добивале 10 оружје, куршуми. добивале 10 куршуми. Да. Тие што сакале да си одат, дека се незадоволни, ако како може у 21 век, тие се, да речеме, борци научени да се борат со панцири и максимална заштита, да имаат шлемови како што треба и така натаму. И ти да немаш оружје, да немаш заштита, барем минимална, и тие викаат, ние сакаме да напуштиме. Да, Вика, не има може, ако напуштате, ќе добиете метак во глава. Да, Тоа таа така, е сталинистичка метода. Или ќе те убијат тони, или ќе те убијам ја ако се вратиш. Го споменавте затварањето на небото над Украина. Еден новинар американски ја начна таа тема теза, како сега да можеме да разбереме, зошто не беше затворено небото над Украина пред да почне руската инвазија. Бидејќи имаше таму еден дел простор од неколку дена, часа, каде што Америка можеше да прогласи едноставно no-fly zone и да ја покаже својата доминација. Милош. Бидејќи многу е лесно да војуваш со туги синови. Милош, овој регрутен центар Јованов е мавнат со авангард. И тоа гледате како прецизно, значи, ако Америка влезеше со авионите таму да го штити украинското небо, тогаш ќе излезеше најсовременото оружје, најмодерните авиони ќе излезеа на да се борат и тогаш ќе беше многу тешка ситуација. Значи, никој не е спремен да влезе во таков голем ризик. Како сакаш кажи, сепак Русија е близко до дома и може да носи нови сили. А сепак Америка е преку океанот. И тоа што треба да го донесе со носачи на авиони, со транспортни авиони и така натаму. И најголем проблем представува тешкото вооружување. Не е така едноставно и лесно да се влезе во војна во оваа ситуација, а да ве подсетам дека за време на викендот колку десетина ракети од страна на Иран се испалија на ирачка територија и тоа се мала американски бази, што значи дека веднаш се става на знаење дека може да се отвори ново жариште. Така да не е воопшто едноставна работата. Ја пак ќе кажам, длабоко сум убеден дека никој не очекуваше дека се очекуваше да има евентуално удар од Русија, меѓутоа не очекува дека овој удар ќе оди во должина од 2700 километри. Знаете ли колку е 2700? Не знам од тука до Стокхолм колку. До Берлин знам 1650 километри и зарчунете уште една илјадарка плюс. Замите колку е тоа голем фронт. Колку е тоа голем фронт. Украинската војска брои 250.000 војници и овие околу 75.000 се од Азот и Национална гарда и десен сектор, значи тоа е 300-230, а овие што се у територијална одбрана, тие не се на фронт, тие се по градовите и ги бранат градовите. А тука предлагам да го изгледаме оној доброволец кој што практично бил на фронт, успеал да избеге и испраќа апел до сите оние кои што планираат да одат на фронтот во Украина како доброволци да не одат. Може да видите. Знаеш што, сакаш да го слушате сега? Да. We were part of the Georgia National Legion, the 102nd Ukrainian Territorial Defense. Okay? Our base got fucked up. The base right next to us got fucked up. Americans, British, tons of British dead. All right? They're not saying nothing. They're counting our dead as their dead. They're trying to send us to Kiev with no fucking weapons, no kit, no fucking plates.
The people who are lucky enough to get weapons are only getting magazines with like 10 fucking rounds, okay? When they wanted to send us to Kiev, we said no. Our whole group, a bunch of Americans, Canadians, British. So they told us we had to get the fuck out or they were going to shoot us in the back, all right? So me, this British guy, and another American, we fucking hid in the back of an ambulance to get out. We got to the border, and it was a whole nother mess. When you get to the border, anyone who has kit, anyone who has any military shit, they're fucking pulling you out of the line and they're sending you back to the front. We got dropped off about 5 clicks from the fucking, from the border, and we walked. And we get to the border in this humanitarian group with a bunch of ex-SF veterans from England, pull us to the side and say, you need to get, like, pulled us out and fucking, like, hit us. And they were like, you need to dump all your kit. They're pulling people out, cutting up passports, sending them back. So we dumped our shit. We got, like, in all of our fucking, we got in, like, Red Cross vests, and they had, like, fucking humanitarian passes to get us through the Ukrainian border. People need to stop coming here. It's a trap, and they're not letting you fucking leave. The best way to leave is like in a Vic or a car or something. People who get on by vehicle have a better chance of hiding their fucking kit in the back, doing whatever the fuck they can, but do not try to leave Ukraine on foot if you're a volunteer. It's a mess, and it's a trap, and I have multiple people who can confirm this story for me. Тоа беше доброволецот, американски доброволец на фронт во Украина, кој што успеа да се спаси од овој фронт и упаќа апел до сите оние кои што планираат да влезат во таа легија на странци, украинска легија на странци, да бидат да размислат повторно за да не бидат ставени во таа стапица како што тој самиот ја нарекува. Милош, тука би сакал да те повикам, имаме нови информации околу тоа дека во Белорусија веќе се ноќва се слушаат силни експлозии, веројатно се работи за некаква врста на напад од украинска страна или некој вид на провокација. Вака сега се работи за позната белоруска новинарка Хана Лујбикова, која што на Твитер објави дека се слушаат силни експлозии под долж границата со Украина, значи низ неколку градови. Инаку Лујбакова е, можам да речам, слободно прозападно ориентирана новинарка, која што соработува со Atlantic Council. Инаку се работи за градови кои што се наоѓаат на неколку, можам да кажам, бидејќи Белорусија е огромна територија, на неколку стотина километри од главниот град Минск, во кој што биле регистрирани тие експлозии. Се работи за градовите Барановичи, Луинец, Столин, Ханцавичи, Слуцк и Клецк. Значи, кога би ја погледнале мапата, овие градови се наоѓаат лево од Чернобил и од Гомел, каде што се водеа преговорите, и експлозиите, траекторијата на експлозиите се движи на север кон Минск. Во изминатите денови неколку пати украинската армија обвинуваше дека се работи со напади под лажно знаме, спроведени од страна на руската армија, кои што сакаат по секоја цена да ја вовлечат Белорусија во конфликтот во Украина. Инаку, преска објавивме доста интересен текст за причината зошто ни двете страни не си објавуваат војна. Пред се, Русија не објавува војна за да не ги вовлече во оваа гюрумтија, во оваа војна своите сојузници. Се сеќавате дека Русија поради тој сојуз реагираше во Казахстан, во тој сојуз е Казахстан. Во ДКБ. Да, договорот за колектив организација. Да. Така да за да не ги вовлече, така да можеби ова е руска провокација, можеби украинците гранатираат, нема уште нови информации за тоа кој ги врши овие напади. Ако Белорусија се вовлече во војната, мислам дека војната многу брзо ќе заврши. И тоа неповолно за Украина. Неповолно за Украина. Ако се вовлече и Белорусија, тоа ќе биде неповолно за Украина.
Посебно ако го нападнат уште малку и Клецк, мислам дека ќе биде малце поише украинците на страна на Имаше што би се рекло. Имаше многу интересна анализа од американски полковник кој што значи се работи за Даглас Макгрегор, тој е веќе генерал во пензија, кој што ја анализира ситуацијата околу Украина. Он вели дека не пристрасно вели дека Русија е де факто веќе победник во војната, само прашање на време колку долго ќе трае таа војна. Инаку во областа интересни се американските генерали, они кои у пензија се ќе отидат тогаш зборат објективно, иначе додека активни се тогаш. Овој истиот доста објективно забележа дека стравовите на Русија од ширење на НАТО биле оправдани. Клецк. Веројатно таму ги чуваат дека база па не сме да бидат многу објективни. Ја од преска се обидувам да ви го трнам вниманието од Клецка, Абе, сега види. Фали една буква. Мајка ми има 84 години да ја прашам кој ќе победи, ќе ви каже Русија. Американскиот генерал. Овај генерал ја открил Америка. Имаме и нова ситуација со короната повторно прави жариште во Кина. Кина веќе има и кампови, изолациони кампови. Мислам дека имаме видео, Милош. Да. Видеото може да го пуштиме и да го видат и гледачите. Па Кина, како што гледате на видео, се работи за, можам да кажам, стотици амбулантни возила кои што наводно ги носат луѓето во кампови за изолација во Кина. Иначе се работи за градот Шенжен. Тоа е еден од најголемите и по број на популација кинески градови. Инаку короната на големо се враќа во Кина. Шенжен инаку е Зарзават или Женшен беше Зарзават? Женшен е Зарзават. Шенжен е градот. Да, Шенжен е уште еднаш проверувам. Во кампови за изолација, значи ги носат луѓето. Во Кина има ненормално голем пораст на број на заболени од корона, иако над 90% од популацијата е вакцинирана, нели, со кинеската вакцина. И сега дали се работи за некој нов сој, дали се работи едноставно за превентивни мерки кои што ги превзема Кина, не можеме со сигурност да тврдиме, но имаат рекорден број на заболени во изминативе неколку денови. Се повеќе сум убеден дека сите овие големи процеси некако се од некаде контролирани, точно темпирани, дека не е ништо од ова случајно, па ниту короната, ниту причините за војна, ниту вовлекувањето на уште една силна моќна армија во војната во Украина, европскиот колапс или европската девалвација на економијата, некако се ми изгледа дека е еден голем процес кој што има некаква конечна цел. После голема економска криза следува и голема војна. Обично е така. Но ние не сме во голема војна, ние сме во една... Што, согласно моите размислувања, кој ја смисли ова корона и кој го направи ова зло на човештвото, мислам треба пресметка со него од секаков аспект. Од воен, од економски, од... Па меѓу другото... Кој да е, а некој ја смисли коронава. Меѓу другото, една од причините за ова руско-украинска војна е и се и лабораториите во Украина, како што тврдеше и рускиот представник во Обединетите нации, оние документи кои што ги извади, наводно тие лаборатории биле лаборатории за развој на биолошко оружје. Дел од овие испитувања, од овие документи покажува дека таму се работело и на пострашни болести од короната, но се работело и на корона. И се не знам дали сме во економска криза, пак ќе следи голема војна или веќе почната големата војна? Не. Ова војна ќе заврши, можно е друга. А оваа војна е започната уште во 2004 година со насилната промена и доаѓањето на Јулија Тимошенко на власт во Украина. Од тогаш
Украина станува Елдорадо за странските разузнавачки служби и ја пак ќе кажам дека Бајден е една работа управо, дека ова се спрема, ова што Русија е напад на Украина, тоа е подготвувано веќе од 2014 година, значи 8 години е подготвувано и се плашам дека ова не е руска одлука не само на Путин и на генералите, тука одлука поширока на академиите, на центрите за стратегиски планирање, дека Русија треба конечно да се сврти кон истокот и да престане да се додворува на западот и тие сметаат дека од Петар Велики па наваму тоа им е најголема грешка што цело време се обидуваат да се приближат кон западот и веројатно ова ќе биде нивната одлука со која што практично ние ќе имаме и сериозни поместувања во меѓународните организации, во функционирањето на Обединените нации, гледате Совет на Европа и така натаму, веројатно Русија ја изфрлаат, значи ќе имаме многу поместувања. Ова нема да биде од овде практично ова војна ќе заврши. Има најави дека дури ќе се отвара, сакат према Русија да отвараат еден фронт од Балтикот до Средоземното море. Од Балтикот до Средоземното море, што значи следни невралгични тачки се балтичките држави кои не се големи и да тоа практично цело време се држи Русија окупирана со воени проблеми од Балтикот до Средоземното море. Имаме, пред да почнеме емисијава, начнавме на тема околу економската ситуација во Македонија и околу недостигот на сите енергенси во државата, вклучително недостатокот и на електрична енергија. Спомена дека Македонија во моментов има најниско производство на електрична енергија. 36% ли, не знам колку е, од потребите што ги има Македонија, 30 и негде 6-7%. А иначе, наш предходно најнизок период е 63% од собственото производство да произведува Македонија. Ова сме, значи, апсолутни рекордери. Не. И сега пазите сега, земете една Србија. Корона кризата со вакцината ја пребродува најлесно во однос на сите бивши југословенски држави. Енергетската криза најлесно ја пребродува, значи нивната цена и на гасот и на струјата не е таква како што е кај нас. Економската криза, ние сега ќе се задолжиме 600 милиона евра, значи со еврообврзница надвор од Република Македонија, а Вучич вика имамо пари, докле ćemo да имамо, видет ćemo. Значи, они имаат резерви, имаат буџетски резерви, тоа јасно укажува дека државотворноста на таа земја е на многу повисоко ниво и сериозноста за справување со сериозни проблеми е на многу повисоко ниво на Србија во однос на било која држава овде во регионот, мислам на бивши југословенските држави. Прашањето со пченица, Србија вика ние имаме негде 800.000 тона, мислам дека, а нив им треба 500.000, не знам колку им треба, значи 200-300.000 они можат да дадат да продадат на околните соседни држави. Да, Македонија има потреба од 150.000 годишно, тока е потрошувачката, 150.000 тони годишно, имаме резерви од 50.000, тоест оние 50.000 што ни ги даде Вучич. Што значи дека Србија многу покажува капацитети и многу поголема зрелост за снаоѓање во вакви тешки ситуации. Ние покажавме дека воопшто не се снаоѓаме. Значи, еве ги сите три параметри, и енергетската криза, и ковид кризата, и вакцинацијата, и сега прашањето со житото, и економската криза, ние многу полошо се ја решаваме. Имаше владата антикризни мерки кои што ги објави во четвртокот или во петокот, 26 мерки. Минатата емисија ние ги дискутираме. Најдобра е она со која што ние треба штедиме струја. Да, таа е 26-та. 26-та антикризна мерка практично е препорака до граѓаните одговорно и штедливо да ја користат електричната енергија. Тоа е мерка. Па да ти кажам, дома трчам по ходниците. Да. Гасам светла, да не се покрај прозор, да не свети и така. Тоа е една од ја прифатим препораката. Една од мерките планирале од владата да воведат. А на колата не ми се гаси светлото, значи што ми ја запалиш?
Неќе да се изгаси. Неќе да се изгаси. Штета иначе потрошена Како и на електрична акумулаторите. енергија, да, потрошена електрична енергија за џабе. Една од мерките е и Без шега, сметките ќе бидат се поголеми. Јас еве ќе кажам за општината, овој месец скоро 6 милиона денари за февруари ни дојде. Сметки за улично осветлување. Тоа е многу. до сега колку било? Многу помали. Негде 2,5-3 милиона денари. Сега е многу. И веќе наредив да Просек 2,5 до 3 пати е зголемена цената. Да, веќе наредив да се смали периодот за кој што ќе имаме осветлување. Навечер да се пушта покасно, сабајле да се гаси порано, немаме каде. Значи, тоа се големи средства што ни се одлеваат. Добро, и владата предлага ли некаква помош за општините, некакво олеснување за ситуацијата во која се наоѓате, буџетите на општините? Владата не може не за да си предложи помош, се нас ке ни предлага, мислам илузорно е да очекуваме. Кој кому да помогне? Ама е, ова... Гледаш, владата ти си вика помага. за гасот и општините да помогнеле за да купеле газ. Да, за да купат газ. Од ќор бараш очи. И во исто време, додека тие тврдат дека не може да се снајдат околу гасот и околу електричната енергија, во исто време објавуваат антикризни мерки со препораки, но објавуваат и ценовник на СОЗР во кој што бифтек е 180 денари, кило пастрмка е 450 денари, гравче тавче е 40 денари. Ако е охридска, не е многу 450 денари. Па не е ништо од ова многу. Кило скара е 300 денари, колку беше тоа? Имаат гравче тавче за порција за 40 денари. Сега Борелил кога ќе дојде, нема он да јаде кременадло се, а он ќе јаде или бифтек или охридска пастрмка или... Да, за да може повака поубаво да не потапши, да ни каже да не си играме со датумот, датум нема да добиеме, туку да се фокусираме на реформи. Ако може на кратко да ви се вмешам. Може. Имаше нарачен текст во еден провладин медиум кај што ни објаснува дека зимно време не се јаделе краставици, порано сме јаделе зимница и за тоа биле краставиците 200 денари. Арнално дека краставиците за народот се 200 денари, салата со краставици у влада е 20 денари. Сега да отидеме на пазар, па не можеме да најдеме за 20 денари, дури и сезона кој ќе биде, па нема да можеме да најдеме. Значи, сериозно, мислам дека подценуваат интелигенцијата на сопствениот народ, а мајшто ја подценуваат интелигенцијата. Ние сега збориме за корона кризата, збориме за кризата во Украина. Ние забораваме дека 3 години буквално камен не мрдна. Значи, еден коментар од гледач Миле Трајковски вели па Карпош не ја рачиново да те помагаат остивче. Па и така е. И така е, во право е. Јас не реков дека владата треба да не помогне, напротив реков дека кој што ќе помогне владата, кој ќе помогне незе. Само кажав дека сметките се далеко многу големи. Да, но владата тврдува дека цената нити на... барам помош, ниту сум рекол дека треба да... Јас прашам да ми помагаат. Цените се... Владата тврдеше дека цената на електричната енергија е поскапена за 13%, ама секој кој што платна сметка во ноември и декември, кој што платна сметка во јануари, февруари и март, практично сметките се зголемени за неколку кратно, 2, 3, 4 пати. Еве пример, тука во ова студио, ако сме плаќале сметки од 5000 денари, 6000 денари, сега плаќаме 20.000 денари сметки. Ама, ова е сериозно прашање околу енергијата и мора сериозно да се размисли што ќе се прави. Дали подитно ќе се вложува во инструменти, опрема, потрошувачи кои штедат многу енергија. Некој чаре мора да се фати. Ако вака останеме, тешко нас. Значи, многу пари ќе ни одат на општини за улично осветлување, за грење, за училишта, за градинки, тие трошци енормно ќе поскапуваат. А зошто, например, општините еве, вие сте и членови на ЗЕЛС, зашто, например, општините не предложат до власт да се превземе управувањето со училиштата, со градинките, па нека бидат и одговорни за сметките? Па знаете што, ако станат сметките прескапи, тоаш сами ќе донесеме такви одлуки. Во моментов не е таква ситуација, училиштата и градинките се справуваат со оваа ситуација и јас како локална самоуправа
Меѓутоа, натаму ќе видиме. Во секој случај пак ќе кажам, а кој ќе помогне на владата? Сите сме во иста каша. Ние треба, не добиваме ние ништо ако проблемот Жешкиот костен од камене ви го фрлам вас и вас ќе ве жеже. Ние треба да најдеме заедничко решение кое што ќе биде за сите опште прифатливо и општо корисно, значи заедничко решение кое што ќе ни ги намали трошоците и на владата и на нас и на домаќинствата и поготово на фирмите. Ако ние останеме вака, тешко нас сите. Го споменавме Борел. Борел ни кажа да не се надеваме на датуми, да не лицитираме со датуми, туку да работиме на... Ја не сум изненаден. Кој е изненаден? Но нели имавме датум... Треба да си пие лексилиум и да не се изненадува. Јас не сум изненаден што кажал Борел. А па најмалку треба да очекуваме се... Ние знаеме ли дека само преку Бугарија натака е војната? Да. Колку километри има од тука, не знам, до... Па еве, ние кога планиравме патот до Одеса, имавме 1000... Бора, колку беше 1160 или 1460? Остаje Одеса. Одеса е далеку доле. Горе збориме, ако горе кај Лавов и така натаму, тој имате помалку од 1000 километри. Колку е тоа? Од тука до Словенија е војната. Од тука до Љубљана. Значи, преку една земја, само Бугарија не дели од војната. И оваа ситуација, вие дочекувате, Европа врие, не знае глава, така е, не знае што да прави, хаос е и економски, и енергетски, и воено, и значи, од сите аспекти. Да, но... Сите овие влади се соочуваат со критики од домашната јавност, сите овие влади имаат своји опозиции, сите овие влади сметаат дека многу лошо се снашле во оваа криза во Украина, дека недоволно им помогнале на Зеленски и на украинците. И сега они ќе мислат на Македонија и на незиното членство во Европска унија. Многу е логично и ако некој имал илузија дека во оваа ситуација некој ќе се занимава со нас и ќе ни отвора врати за Европа, мислам дека... Да, но ние го сменивме името, ја направивме таа реформа. Еве реформа, нели, во наводници, го сменивме името, прифативме низа договори кои што беа преседан. Почнуваме да преговараме или веќе се при крај преговорите околу прашањето со Бугарија. Имаме неофицијални информации дека тоа е веќе договорено, се чека само тајминг и форма како тоа да се соопшти на македонската јавност. И ние не ги направивме сите неопходни жртви и сега ни велат правите реформи и датум не очекувајте. Секојаш истиот одговор. Секојаш истиот одговор. Да, извини, пиги, морално беше да правите реформи. И ние сега ќе си продолжиме пак со реформи и не може да очекуваме ние ништо повеќе. Поготово во оваа ситуација, мислам дека еве, дај Боже да погрешам. Ќе бидам најсреќен ако сум сгрешил и во јуни ако речат отвараме преговори. Ќе бидам пресреќен, ама мислам дека не е така. Илузорно е да очекуваме било што. Имаше, ајде Милош. Ако може прекинам, еве, например, Кипар знаеме како влезе во Европската унија. Кипар нема, до ден денеска нема дефинирана, да речеме, граница. Зашто за Македонија цело време е стапот? Морковот никако да го добиеме. Јас почињам да размислувам дали воопшто некој не сака во таа Европска унија. И дали воопшто сакаат некогаш да станеме членка, бидејќи летвичката само се крева погоре. Знаеме дека ако се сака, може да се спроведе, нели, брза интеграција на Македонија во Европската унија. Па Шпанија, тоа го збореше и колегата Бетмен во претходната емисија што идеше пред ова, дека Шпанија влегува после смртта на Франко. Не исполнува ниту еден услов кога влегува во Европската унија. Ако се сака, се може. Може да се направи компромис, може да им се рече на бугарите, дај доста што правите. Истото го барате Путин што го бара од Украина. Не дека немаат механизми, сакам да кажам. Александар, јас 2018 година бев веројатно еден од најжестоките противници на промена на уставното име заради членството во НАТО. Јас бев единствен кој тврдев дека и да сакам и да некиме ќе наугураат у НАТО. И треба само да издржиме. Еве го денот,
А ова е денот, војната сега во Украина и стравот од и европските земји и НАТО членките немој случајно да се инфилтрира Русија во Македонија, значи ние без да вршиме промена на името, ние Но ние ќе бевме дел од НАТО. Ќе бевме дел од НАТО. Еве, само требаше да издржиме 3 години. А 3 години помина. Значи 4 години поминаа вака, ние само требаше да издржиме, ние пак ќе бевме членки на НАТО со под референцата БР. Да. Денес имавте средба со градоначалничката на Скопје, Данела Арсовска. Претходно имавте некои вака јавни препукувања. Тоа беа препукување или тоа беа само апели да се заедно со работата? Не, тоа беше апели да, како да кажам, малку побрзо да профункционира примопредавањето на власта. Значи, трансферот од Шилегов кон Данела Арсова, значи, таа е формално завршена во кабинетот на Арсова или Шилегов, меѓутоа трансферот натре меѓу службите, тој одеше многу споро. Одеше преку 2 месеца. Да, претпоставам тој беше проблемот околу ние со комунална хигиена и слично. И со комунална хигиена и со потпишување на урбанистичкиот план за бензинската пумпа. Значи, тоа беше мојот апел. Да, тој трансфер, значи назначување на комисија и профункционирање, бидејќи ние зависиме од градот. Да. Ние зависиме од градот. Денес имавте средба, разговаравте што се имавме многу конструктивна средба за која што се договоривме како натаму ќе функционираме и ние како градоначалници и нашите служби и во исто време како ќе биде нашиот однос и односот на јавните претпријатија кон нас како локална самоуправа и кон граѓаните на општина Карпуш, а во исто време и договоривме кои заеднички инвестиции ќе бидат работени на територија на општина Карпуш за ова 2022 и наредната 2023. Значи, соработката помеѓу општина Карпуш и градот Скопје е, можам да заклучам, одлична, а не е како што беше представена во јавност дека има некаква... Па веројатно не е како што некои посакуваат да му умре на комшијата козата и мислам дека и колешката Арсова и јас ние сме таму поставени за да решаваме проблеми на граѓаните. И тоа е клучот и мислам дека нема зашто таква соработка да не биде прифатена или да не биде поздравена, ниту од мене, ниту од колешката. Размислувате ли вие како општини или како ЗЕЛС, како Сдружение на општини, да воведете или да предложите некој сет на мерки за граѓаните во вашите општини, антикризни мерки? И дали имате воопшто можност така? Па јас фигуративно ако се изразам, еве ако се тргне у лов, ние одиме со воздушна пушка. Нашите мерки што можеме да ги донесеме се отприлика како да пукаме со воздушна пушка, некој посериозен зафат, не знам, данокот на имот кој што е доста нисок, комуналиите се наш приход, таксата, фирмари на комунална такса и така натаму, тоа се данокот продажба на имот, тоа се клучните приходи на локалната самоуправа. Нешто директно потешко можеме да влијаеме. Гледаме дека постои една антиградежна или антиинвестициона хистерија, така да не ни требаат инвестиции, не ни требаат комунали и нема што да речеме тука. Никогаш не би било јасно мене луѓе што живеат во главен град, кои што сакаат да живеат во метропола, да објаснуваат дека метрополата не треба да се гради. Мене тоа ми било од секогаш небулозно. Гледаме, секој од нас бил прошетал надвор од Македонија и видел како изгледа главен град на сериозна држава. Не мора многу далеку, отидете до Белград, до Солун, до Атина, до Истанбул, до Анкара. Значи, тоа се градови кои што постојано се градат, постојано се урбанизираат, постојано се во процес на развивање на оние неурбанизирани зони, постојано нешто ново се прави. Кај нас обратно, кај нас се шири некоја така антиградежна хистерија која што тврди дека треба во центарот на градот да имаме пасиште, дека треба да имаме зеленило. И имаме едно пасиште нели на плоштадот и едно на што личи, мислам, тоа е таму Трло. И сега мене ми е тоа вака чудно. Веројатно во Скопје има се помалку скопјани и не знам како да го оценам тоа. Види, јас прво има многу луѓе кои што веројатно се во право за тоа што го зборат
и веројатно на некои делови се претера. Не, окей, еве ајде да земеме и да Ама да затоа зборуваме виде- за општина Центар и за оние пренатрупани згради каде што еден со друг си гледаат во спална Ама соба. најмалку проблеми има од тој аспект во Центар и најмалку реакции на граѓаните има од Центар. Кај имам? Гледате вие кај Лимак овде што све се гради 25-30 ката, колку е таа зграда, сето тука бетонизира. Кој го спомна Лимак и таа бетонизација? Никој не го спомнува. Најмалку проблем има во Центар. Добро, ама Карпаш е на пример општина која што е најблиска до Центар. Да, Таа е најблиска, Центар. Периферија на Скопје би била имаат право и граѓаните, меѓутоа за жал поединци градењето, урбанистичките планови, терминологијата бетонизација им ставна главно оружје за политички пресметки и политички битки и практично немат ништо што друго да понудат на граѓаните, освен не знам као некои заштитници од бетонизација или не знам што. Во ред пораката, мислењето на граѓаните е примено, меѓутоа мора да се најде склад меѓу едното и другото. Не може да се оди од една во друга крајност. Или ќе градиме, ќе бетонизираме, или ништо нема да градиме. Ниту таа работа е добра, ниту таа работа е добра. И затоа јас од мој аспект на секој урбанистички план пристапуваме со максимална Јас не го зборам внимание. во овој аспект на општина Карпаш или Но што градоначалникот. ме запрепастува? Јас генерално го зборам. Но што ме Ова е- запрепастува, извини Александар, што ме запрепастува? Представници на државни институции кои се должни да ја штитат законитоста. Вие ќе слушате, например, не знам, ДКСК мислам дека имаше па и на ДКСК. Како може да каже... Бара да се пазите, престане да се продава државно земјиште. Да, како тоа ќе каже да се престане да се продава државно земјиште? Ај, не ми е јасно. кој А не, преска пише Ама не еден кој е текст. властувањето? Не, јасно, Нека каже прво до кај истрагата за Леонардо за Драги Рашковски, на пример, пошто кај нив заглави таа истрага. Милош, само една работа ќе ти кажам. Повели. Не знам како се зимаат за право да дадат такви изјави. Па господата Билјана не е уште член на она Сдруженијето за заштита на Дебар Мало. Представува битна државна институција. Не може да искочи да каже, не знам, ќе отвараме постапка за во Центар тие зградите што бе, како можело да се продаде, затоа што урбанистичкиот план не бил усогласен со генералниот план. Па еве да прашам, бидејќи веројатно е правник, води институција. Ако се донесе нов устав, и сите закони треба со согласот со уставот, така ли е? Значи ли кога ќе се донесе уставот, сите закони не важат и државата останува без закони? Без закон. Истото и во делот на урбанизам. Но сте вие нов генерален план, а тоа не значи дека цело Скопје нема планови. Старите планови важат додека не се донесе друг. И сега гледам излегуваат, ќе отвориле постапки за претходен градоначалник за овој. Не сме државен орган званичен да замајува јавност. Државен орган е должен да ја зборува само вистината и ништо повеќе, колку год да била болна за граѓаните. Јас колку што Значи знам, не е државен орган, невладина организација или здружение. во Македонија Како можеш да кажеш Право да не можело да се оперира со земјиштето затоа што не бил деталниот план усогласен со новиот или не генерален може да план? се продава државно земјиште, толку што знам, Како тоа? може да се забрани со закон, да донесе одлука уставен или врховен суд. На овој начин да излага сосема неповикана и без никакво властување, наистина не ми се верува. Ама сега они тргаат од тоа земјиштето продадено 400 денари, таму на тоа место земјиштето бил сервис. На индивидуално домување е по 1 евро. Сервис, каде што е сервисна зона е 7 евра. Се прашуваат ли колку се комуналиите за градење на сервиси? Колку се комуналиите за градење на ова, како се вика, на производствени погони, на магазини, колку се комуналиите за градење на речи го на хотели. Значи тие се цени дадени за сите овие, значи ако е сервис да може да го купи по некоја бенефицирана цена. Таму на тоа место постоеле индивидуална градба и постоеле сервиси. Сервисите се по 7 евра, кога се легализираа објектите, значи владата водеше сметка на секого од прилика по некоја бенефицирана цена да му дозволи да Да, купи. сега имаат еден наратив дека Или они таргетирале некоја особа и сега како со таа особа да се пресметуваат, односно сега било проблем. и наративот е дека 400.000 дивоградби се легализирани и откупено земјиште по 1 евро или по таа цена и сега по 7 евро.
И сега пазите, тоа се случува од 2011 па наму. После 11 години откривме Америка дека дел кај што има сервиси се продава по 420 денари. Да, тоа сега да го кажам, сега се шалта еден наратив во кој што се вели дека тој закон кој што дозволува да се откупи за 7 евра или за 1 евро бил лош закон донесен во времето на Груевски и дека тој така останал и сега логично се поставува прашањето зошто после 5 години оваа власт не го промени тој закон и донесен нели како што велат Ја ќе ви дадам пример. Многу граѓани кои што доаѓаат кај нас да легализираат објекти и да речеме го ставил објектот дека му е деловен објект. Знаете колку се комуналиите за деловниот објект? 150 евра по метар квадрат. 140 таму и нешто. Кога ќе му кажеме, косата му се крева, бара да го менува елаборатот, да повлекува, да... сите мислат дека по 1 евро може да легализираат. Ако ќе му кажеш дека треба по 150 евра, ни легализира, ни бега. Значи, тие легализации се извршија по тие бенефицирани цени. И не само за, не знам, за сервиси, тоа било за индивидуално домување, тоа било за производни погони, тоа се за хали, и така натаму, и така натаму. Исто, ајде да го отвориме прашањето за комуналиите, исто. Зошто треба 0,5%, 5% само да плати комунали, не знам, производен или хала, или претходно си беа нормални комунали за сите, како за деловен објект. Да, тоа не го отвара никој тоа прашање. Тоа не го отвара. Затоа државата смисла да не може ти, ако имаш продавница или ако имаш кафана, не ти дава да ја легализираш по бенефицирана цена. По бенефицирана цена. Имаме уште едно прашање, Милош, мислам дека за тоа сме подготвени. Ајде. Што е со руската војска на граница со Грузија? На граница со Грузија, значи тоа е конфликт кој што е започнат некаде паралелно со кога почнаа проблемите во Украина 2007-2008 година, кога Грузија најави дека ќе станува членка на НАТО, нели на тој истиот самит на кој што ние добивме вето од Грција. Грузија требаше да стане членка на НАТО, тогаш и Украина се придодаде во таа математика и сега во Грузија има две отцепени територии, Јужна Осетија и Абхазија, нешто слично како народните републики во Луганск и во Донецк. И сега во текот на денешниот ден се е детектирано големо движење на оклопна машинерија, артилерија и руски војници. Дали можеби следна ќе биде Грузија за денацификација, останува да видиме, но кога веќе Путин тргна по тој пат, не верувам дека ќе си дозволи... Да, и не се само на границата, туку веќе се наблезени на територија. Да, тоа е отцепена територија де факто од Грузија. Александар, јас имам еден предлог да погледнеме две видеа. Едното од Џо Бајден денеска, каде што го нарекува... Да, имаме спремно. Добро. Каде што Џо Бајден го нарекува Путин воен криминалец, значи воен злосторник, да. И другото видео... Да слушаме, значи. Другото видео е каде што Џо Бајден во 99 година кажува дека он наредил, барал да се бомбардираат цивилни цели во Србија, во Белград. Ko možemo I just want to know what you suggest, because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. And isn't it interesting that we didn't... Инаку, колку да знаат гледачите, за време на двата мандата на Барак Обама, наредени се 542 напади со дрон, во кои што се убиени 3800 луѓе, од кои што 324 цивили. До сега во војната во Украина, тоа се неофицијални бројки, имаат загинато 540 цивили, збориме за отворена фронтална војна, не напади со дронови, голем дел од наредбите за напад со дрон на Барак Обама се нацели во Јемен, војна во која што светот многу малку знае, но до сега се загинати близу 400.000 луѓе.
На пример од 2003 до Саудитска денеска, Арабија влезе на таму. да, Тоа е она со хутите. да, со хутите конфликтот, но на пример во Ирак од 2003 до денеска, вклучувајќи и војната која што водеше Америка против Ирак, но и вклучувајќи цивилната војна во Ирак, почнала и појавувањето на ИСИС, Да, и за тие- имаме 500.000 жртви, а имаше опасност во рок од Знаете неколку колку беше таа војна? 42 дена. Да. имаше опасност За Милош, за тие цивили ми беше мислата за тие цивили немаме Хашки трибунал, немаме војни злосторства, Хашки трибунал имавме за екс-Југославија, имавме за 2001, сега ќе имаме за руската инвазија на Украина. Ако немаме што да... Клучот е да очекува некој дека Путин ќе биде прогласен за воен злосторник, ќе го носи некој хак. Мислам, Ке го носи некој по социјални мрежи велат ке го носат во хак со тенк. Зависи колку брзо иде тенкот. Па ќе стигне до хак. Еве и во Југославија имаат загинато околу 489 цивили. С некои бројки повисоки велат дека се 528, 1200 и така натаму и така натаму. Мислам дека перспективата на Путин за тоа дали ќе оди во хак или нема да оди во хак зависи од тоа кој ќе биде следен претседател, следна власт. Овие санкции... ја мислам повеќе треба да му мислиме што ќе биде со Зеленски. Па на Зеленски. Мислам дека него му е најлоша состојбата. Напред не смем, назад нечу. Шта да радим ја, пала чуприја. Овие во НАТО не го примија, воздушен простор не му затвараат. Беа вчера Јанша, нели таму премиерите го посетија, да. Као кога си болен ти доаѓаат во болница, ти носат помаранчи. Бананчи. Ама не можеш да станеш. Жаби ти, лежиш у кревет. Да. Па докторот ти треба. Жаби што дошли да те видат. Докторот вика на визита е на друго место. Ја мислам дека него му е тешка ситуацијата од тие што ги имат дома екстремистите. Ако потпишат договор, тие ќе му ја скинат главата. Второ, од тие од надвор, што му дават оружје, исто така тешко ќе му биде од нив ако потпишат договор со кој што они не се согласуваат. Следно, ако потпишат договор со кој што тие не се согласуваат, кој ќе му ја возобновува, реконструира државата и така да неговата ситуација е најтешка. Перцепцијата околу тоа дали... Од друга страна, ако не се договори со Путин, овој продолжува со гранатирање, со бомбардирање, со освојување ден по ден територии. Но западната пропаганда... Ја повише се грижам за Зеленски, него за Путин. Но западната пропаганда вели дека Украина ја добива војната и успешно се справува со руските напади, дека силно се... Па затоа овие доброволци отишле па се враќаат. Денес имаше и друга изјава како одговор на овој апел на овој американски доброволец, имаше една друга изјава на британски доброволец кој што тврди за Guardian дека украинците се како талибанци на стероиди. Толку успешни биле во борбата и во одбраната што руската армија не можела да прогресира со темпото со кое што сакале. Тоа е денешен Guardian го објави тоа. За тоа дали Путин ќе оди во хак или нема да оди во хак, и двете опции стојат по мене. Овие санкции кои што се воведени врз рускиот народ, врз Руската федерација, не верувам дека ќе бидат кренати се додека Путин е на власт. Путин, ако сака да ги кренат санкциите врз Руската федерација, ќе мора да се трне од власт, зависи од тоа кој ќе дојде. Па имаме ситуација ако некој друг... Очигледно ја подценуваат луѓето Русија, покажуваат дека не ја разбираат Русија. Ама Русија не е Србија. Се разбирам што сакаш да кажеш, ама Русија не е Србија. Русија по Втора светска војна и Русија денес е голема разлика. Да, Русија за неполни 10 години по Втора светска војна, по тотално разрушување на СССР, прати човек во Вселена. Тоа е јадеа корења што се вика, ама отидува во Вселената. Сега, ама тоа било пред 70-80 години. Не верувам дека новите генерации се уште следат таа филозофија. Русија ќе земе и да се смени власта, русите ќе земат својот председател, ќе му го однесат на... Па, например, што правиме ако... Еве хипотетичка ситуација. Колку американците што ќе земат својот председател да им го однесат на русите да го судат. Хипотетичка ситуација, што правиме во ситуација ако новиот председател што ќе дојде на власт, мора да ги трне, мора да го испорача
Путин на хак за да му ги трнат санкциите. Таму има генерали. Таму има, како им се викаше на тајната служба? ФСБ. Не, таа другата. КГБ. Пети сектор. Не, зборам за Русија. За Русија? Муру, како се викаш? Гру. Таму не можеш да дојдеш ти да правиш што сакаш. Тоа се држави. Не е ова Македонија, испорачај го Љубе Бошковски у хак и Јохан Трчуловски, или Србите носи ги генералите за хак. Ова е Русија. Исто тоа кажуваме за Америка. Шо мислите, Америка, еве сега, цел свет нека ги прогласи, не знам, некој нивни председател за воен злостойник, ќе го спорача Америка. Очигледно не ги познаваме како функционираат тие земји, шанса нема. Па тие не ги имат подпишано, нити го признаваат ни едните ни другите Хашкиот трибунал. Да. Како ви очекувате таква работа? Ќе дојдат некој во Русија и ќе земат Путин со хеликоптер на Видовдан, ќе го носат за хак, мислам. Смешна работа. Таму има и друг начин функционираат тие држави. Не, ова е само теза и Не случајно тие служби го донале Путин на власт, ме разбирате, кога осетиле дека Јелцин е премногу слаб за да се спротистави на Западот и премногу слаб за да ја води државата, дека државата тоне, го губи приматот во геополитички, го губи приматот и во делот на трката во оружување, економски и така натаму, и доаѓаат поставуваат тој што треба. Истото ќе се случи кога ќе треба Путин да се тргне, ќе дојде тој што треба, а дека Путин ќе го земат и ќе го носат. Сценариото дека Путин ќе биде испорачан на хак и како тоа би изгледало е сценарио кој што го практично го пропагираат така наречените западни медиуми. Последен овој текст и оваа хипотеза која што сега ја кажав е хипотеза на Foreign Affairs во последниот број во која што се најдува дека ако Русија сака да просперира, тогаш ќе мора да го испорача Путин во хак. Ова е Тоа е дека секој наредна власт, секој нареден председател во Русија нема да може да ја врати економски да ја возобнови Русија ако не го испорача Путин во хак заради тоа што нема да бидат кранети санкциите од западниот свет. И ова е хипотеза која што ја шират највлијателните западни медиуми. Како на пример Foreign Affairs, ова е текст од Foreign Affairs. Сега треба да кажам, можеби тешки зборови. Па тешки муабети се. Ајде да видиме сега кој е во изолација. Дали е Русија или е некој друг во изолација? Ајде да видиме кои се земјите кои што воведоа санкции на Русија. Од Латинска Америка само Француска, Гвајана. Така или не е така? Од Северна Америка, Америка и Канада. Уред. Австралија И Нов Зеланд. Нов Зеланд, Јапан. и Јапонија, Кореја. Јужна Кореја и Сингапур. Која друга земја? Цела Африка никој. Никој да. Цела Африка никој. Цела Азија никој. Само рековме Јужна Кореја. Не овојде санкции Турска. Србија. Србија не овојде. Грција имаше санкции? Има санкции од Грција, ама само Македонија и Албанија се единствени членки, односно не членки, единствени држави од Европска унија кои што во целост се усогласени со санкциите на Европска унија. Тоа преска го читав и многу се смеев. Види, Западот има една потреба во моментов да најде оправдување за ситуацијата во која што се наоѓаат нивните граѓани. Зборам за американци, европејци. Значи, овој економски колапс, кој што е неизбежно да се деси, ќе се случеше и без војнава и со војнава. Зошто? Бидејќи имаме еден систем базиран на ветер и магла во моментов. Најголемиот економски ум на денешницава, Майкл Бери, во ноември минатата година го продава целото свое портфолио на акции во вредност од 600 милиони американски долари. Тој е човекот кој што ја предвиде економската криза во 2008 година. Единствено нешто во кое што инвестира е компанија која што се занимава со продажба и купопродажба на аграрно земјиште, значи земјоделско земјиште во Америка. ФЕД, за која што многумина не знаат, значи Американската централна банка, дека е во приватна собственост, е најголемиот земјопоседник на аграрно земјиште во Америка. Значи овој систем е печен да колабира. Печен уште у 2008, ама на шкрги вештачки се одржува. Јас мислам дека во таа насока се движеше и појавата на коронавирусот, во таа насока сега се движи и оваа војна, овој вештачки конфликт помеѓу Исток Запад, едноставно за да се зацкри она што се случува на вистина на сцената. Ако забележите,
дека сите најголеми западни сили во моментов говорат за централна криптовалута, која што воопшто не се базира на овие технологии блокчейн кои што ги знаеме во однос на биткоинот, етериум и така натаму, него дигитален долар ќе биде, дигитална фунта ќе биде. И сега, во суштина, што е проблематичното на тие дигитални валути? Што се дава, како да кажам, нюх, се дава сенс дека истите државата ќе контролира за што ќе ги користите. Например, имаше предлог во Велика Британија, тоа се разговара веќе јавно како јавна дебата, Централната банка говори за воведување на дигитална валута, од која што, например, државата може да ти каже дека ти не заслужуваш да јадеш месецов 10 хамбургери, дебел си, например, еве како мене, и сега не смееш да јадеш 10 хамбургери, можеш да јадеш 2 месечно. Разбирате, луѓето ќе ги изгубат сите слободи ако ова навистина се случи. А за се погласно се говори за ова. Овој систем на контрола на тоа што го прави популацијата веќе го има во Кина, така да имаат одличен пример. Сега што ќе се случува понатаму? Имаме пред малку објавена вест на руската информативна агенција која што е превземен од Спутник, кој што исто така е руски медиум, вели Russian Affiliated Media. Државен медиум е Спутник, руски. По најновите преговори помеѓу Русија и Украина, сериозно се разговарало на преговорите за неутрален статус на Украина, што околу тоа каква неутралност ќе превземе, каков модел на неутралност ќе превземе Украина, се уште се дискутира околу детали. Последно и јавното признание на претседателот на Украина Владимир Зеленски, во кој што тој вери дека тие разбрале дека не можат да влезат во НАТО, што како цел го има зацртано уште во уставот во 2019 година, и практично токму Зеленски го отворил прашањето за украинска неутралност. Украина би требало да има улогата на тампон држава помеѓу НАТО и Русија, и незината демилитаризација и денацификација како конкретни барања на руската страна кои што во моментов се преговараат, но официјален Киев се уште е на ставот дека овие предлози на Руската Федерација се неприфатливи, значи овие предлози за демилитаризација и денацификација. Инаку демилитаризирана Украина би била модел на неутралност, как по примерот на шведскиот, односно австрискиот модел на воена неутралност. Тоа се последните детали од преговорите Русија-Украина. Да не биде модел на неутралност со ловачки пушки максимум. Значи, како да кажам, треба тоа да свати по добиени толку гранати, по уништени, што може да бара под 4000 уништени војни инсталации. Што може да биде после тоа? Воена сила? Под 4, останало само со пушки и со калашникови и со некој стингер што го добили и така натаму. Значи, сепак мора да знаеме дека оваа голема армија, украинска армија, таа има значи 250.000 стоечка војска и 75.000 овие што се доброволни паравоените формации. Таа е армија која што е континуирано поддржувана од Западот во милиарди евра, обучувана од Западот со инструктори и така натаму и така натаму. Значи таа, да не зборуваме ние. Значи таа воопшто не е слаба армија украинската, меѓутоа гледате дека таа армија сега најголемиот дел незина е скриен по подрумите, меѓу зградите, заедно со жените и децата во големите градови. Кој не сватил дека, не знам, Америка не е суперсила, или Русија не е суперсила, или Кина не е сила, тој веројатно не треба да води држава. Ако Зеленски сега ги бара модалитетите како он да биде неутрална држава, зашто јас реков дека избери председател како што ќе избереш, па ќе доручкуваш гранати. По толку изедени гранати сега ти ќе стануваш неутрален. Место тоа да се направи
Без пред последици. повеќе години без било какви последици, односно можело се исто да биде, само да кажеш ќе бидам неутрален. Тој истиот човек сега на конференцијата во Минхен велеше дека ќе го напушти договорот за нуклеарно овакво нуклеарниот договор ќе го напушти и дека Украина ќе станувала во овакво невоена нуклеарна сила. Тој истиот човек сега дава дека они ќе биле неутрална држава по не знам какви модели и така натаму. Се уште они стајале на ставот, не прифакале, се ќе прифатат. Веројатно А клучот е што ќе добие Русија со тоа што влегла во војна, не знам што направиле, овие станале неутрални, клучот е таму тие што се националистите, тие што се профашистите, тие да бидат неутрализирани. И мислам дека Русија нема да застане додека тие луѓе не бидат уништени. Тука предлагам да ја завршиме вечерашната емисија, вечерашното издание во среда на тешки муабети, освен ако некој нема што да додаде. Милош? Јас имам само ше еден круг да им покажеме на гледачите. Само момент, Иван, ако може ова да го пуштиш, да го спремиш за да го видат гледачите, се работи за круг во кој што живеат повеќе луѓе во овој круг, отколку што живеат надвор од него. Овој круг ги опфаќа Индија, Кина, Индонезија, Тајланд, Виетнам. Географски, мисли? Географски, да. Значи, во овој круг живеат повеќе луѓе него што живеат луѓе надвор од него. Па сега да видиме у однос на тезата кој е изолиран, а кој не. Ја немам друго што да додам. Добро. И веројатно го гледаме крајот на центризмот кон запад. Ние не знавиваме за никого, него тоа е едноставно факт. Многу лесно се пресметува цела Европа 550 милиона плюс 350 милиона Америка плюс 70-80 милиона колку е Англија, 37 милиона Канада, 130 милиона Јапонија, 50 и колку таму милиона е Австралија и уште колку доаѓа Сингапур и Јужна Кореја. Не сме ни близко до милиарда, дека имаме... Не, има преку милиарда. Тука имаме на тој круг, што го покажа пред малку Милош, 3-4 милиарди луѓе. Тука предлагам да завршиме емисијата. Вас, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечера следите во огромен број. Следете го Инфомакс, следете ги емисиите на Инфомакс, читете не и добивате ги информациите без цензура. Се гледаме. Ја прашам. Текст на предлогот на Адев, порад, Пративме да чува.